129 вработени во УЈП ке треба да враќаат околу 200.000 евра, бидејќи претходното раководство во предизборие незаконски им ги трансформирало договорите за работа од административни во даночни службеници, со што драстично им се зголемиле платите. Новото раководство на УЈП алармира дека од Инспекторатот за труд добиле решение во кое стои дека унапредувањето било спротивно на законот, склучените договори треба да се укинат, а разликата од парите на име плати да се надомести во буџетот. Бруто износот е околу 300.000 евра. Директорката на УЈП предупредува дека институцијата се соочува со деликатен проблем и сериозни финансиски импликации, наследени од работењето на поранешната директорка Сања Лукаревска. Треба да извршам наредба на трудовиот инспекторат со која ми се наложува поништување на одлуката со која претходната директорка на УЈП во месец февруари ги откажала договорите за вработување на сите вработени во УЈП, а воедно им наредила да продолжат да работат до склучувањето на нови договори според новите интерни правилници. Поништувањето на оваа одлука сега значи поништување и на сите неизини правни последици, односно тоа значи дека ќе се поништат договорите со вработените склучени по распишувањето на изборите, што има свое влијание и врз платите исплатени на определени вработени кои добиле повисока плата со промена на нивниот статус. Според Петрова, вината не е кај вработените, туку кај претходното раководство кое донело ваква одлука и покрај негативното мислење кое во тој период го дало Министерството за информатичко општество и јавна администрација. Но наместо да се откаже од спроведувањето на планот, тогашното раководство на УЈП направило скандалозен потек. Го измениле интерниот правилник, кој во истиот ден кога бил разрешен министерот од тогашната влада, го добил потребниот параф. За да се реши хаосот, сега се прават консултации со правници, но и со синдикатот. Согласно измените на законот за УЈП, овие акти во УЈП требало да бидат донесени во законскиот рок до 3 ноември 2023 година, а се донесени со задоцнување на 9 февруари оваа година во пресред на изборниот период. Согласноста од Министерството за информатичко општество и администрација за овие правилници била издадена врз основа на своевидна манипулација и вметнување на работни места во правилниците за кои немало намера да бидат пополнети и не се пополнети. Уште повеќе, согласноста е издадена истиот ден, 9 февруари, кога министерот кој ја потпишал бил разрешен, што е морален и политички хазард. Според Петрова, ваквото скандалозно постапување на нејзината претходничка придонело целиот процес на усогласување на сите вработени во УЈП по статус и плата да ја изгуби својата смисла и добра намера. На потек се институциите кои веќе почнале постапка за лоцирање на одговорноста.